Согласно член 76, имам право да барам предлог, односно да дадам предлог за повлекување на точка од предложениот дневен ред и ќе го искористам ова свое право повторно да се навратам на точката број 2, која што е за изборот на уставни суди. Да, колешке Калевска-Ванчева, браво од ваша страна, меѓутоа браво и за вашата храброст како правник да го оправдувате ваквиот начин на носење на точка на дневен ред и изгласување на уставни суди. Сега, она на кое што јас би сакала да се повикам во моето образложување зошто председателот на собранието и не смеел да го прифати овој ваков предлог да биде ставен на дневен ред, се членовите од деловникот и тоа членовите 128, членовите 129 и членовите 131. Имено, како прилог на оваа точка, воопшто нема изработено извештај. Значи, ние немаме видено извештај од страна на комисијата на работното тело. Понатаму, работното тело определува известител. Не може председателката на комисијата сама да се определи за известител, ако членовите на работното тело тоа право и го немаат дадено. Понатаму, известителот на работното тело на седницата на собранието ги застапува ставовите на работното тело. Кои ставови вие, почитувана колешке Марија Георгиевска, ќе ги застапувате пред пленумот, кога воопшто членовите на работното тело ви немаат дадено овластување во врска со тоа? Известителот не може да го менува ставот на работното тело или да се откаже од него, ако за тоа не го овластило работното тело. Вие немате извештај, вие немате записник, вие немате придружна документација и конечно оваа комисија не е завршена. Не можете своеволно да одлучувате и да ставате точки на дневен ред. Јасно кажавте на една пресконференција дека ќе ги искористите сите деловнички можности да ги изгласате уставните суди, меѓутоа ова не е деловничка можност. И ова не го дозволува ниту деловникот на собранието и не смееме ние да дозволиме како пратеници да работиме на овој начин и да доносиме уставни суди. Ова е многу битна категорија и за судството и за нашата држава. Ако вака неделовнички, неуставно постапуваме во собранието, тогаш што очекуваме надвор од граѓаните на Република Македонија? Барам точката да биде тргната од неа.